Александар Младеновски има 35 години. Веќе 5 години неговите очи не го перцепираат надворешниот свет. Како последица на диабетот, изгорен му е очниот нерв. Заради тоа, неговиот живот се одвива во домот. Вели дека без придружба не може да се движи низ градот. Дури единствените звучни семафори во центарот веќе ги нема. Цело време има пречки низ градот, значи нема по кој пат да се движимо и со стапчето и со белиот стап, затоа што коле паркирани се на тротоар, по улица, знаете, не се иде, возила многу, нема соодветно место каде да се пројде и по која да речем дестинација да се ориентира, према што да се ориентира човек. Значи без придружба, без човек до мене, значи некој што знае што може, како да кажем, да пренесе, значи нема шансе сам да се појде. Буквално нигде. Додека гледал, Младеновски работел на различни места, но со настапувањето на слепилото, таквата можност му е ускратена. Кај мене нема никакво вработување. Не сум покушал, меѓутоа каде и да покушам, ја пошто сум меѓу поновите, не знам ни брајово, ни некој работе, не ги знам што треба да се науча, како уште, да речем, некоја надеж дека нешто ќе се поврати од видот. Тешко за вработување, не знам што би можел да работам, затоа што ја претходно си гледав, си работев, али со слепилово, да речем, тотално сум изгубен. Едноставно дома сум само прилагоден, многу тешко надвор. Александар ги прави првите обиди за користење на белиот стап. Помагало и сообраќаен знак, кој на слепите им овозможува самостојно движење на познат терен. За користење на белиот стап мора да поминат низ курс за обука за самостојно движење, при што ќе научи да ги совладува основните техники и вештини на користење на стапот, потоа основните сообраќајни правила и конфигурација на теренот по кој самостојно ќе се движи. Белиот стап може да се каже дека е продолжена рака на слепиот човек, но се другото што е надвор од дофат на стапот е голема непознаница, но и опасно за лицето без вид. Околу 200 слепи и слабовидни лица има во Тетовското здружение. Повеќето од нив, исто како и Александар, се соочуваат со проблемот на вработувањето. Со законските измени, тие добија право за остварување на посебен додаток во износ од 7.000 денари, но Комисијата за категоризација кај нас се уште не започнала со работа. Очекуваат тоа да се случи следната недела. За да се оствари ова право, мора најпрво да се помине низ една комисија, тој да се поднесе барање, е должен, значи, слепото лице да поднесе барање, што понатака треба да помине низ една комисија за да се утврди неговата категоризација. Таа комисија требаше до сега да се формира во нашиот град, во клиничкиот центар Тетово, но поради некои причини се уште не е формирана, за разлика од другите градови, секаде веќе почнале да се издаваат, значи, решенија за категоризација, но кај нас, за жал, се уште не е почнато. Денеска е меѓународен ден на белиот стап. Годинава активностите се одвиваат под мотото "Ние сме тука меѓу вас". Испишаните пораки на флаерите за грижата кон слепите лица им беа поделени на возачите низ градските улици.